Маршот е како платформа од повеќе невладени организации во Македонија, не само за Газа, меѓутоа до сега ние покушаваме да видиме во текстот сите друштвени потреби, не само кај нас туку и во светот, сходно нашите програмски определби. Ние сме граѓанска организација, граѓанска платформа и тоа граѓанско право си го искористуваме без оглед на тоа каде им е потребно. Маршот за Газа, тој е именуван и како Холокаустот на 21 век. Нема потреба да бидеш муслиман, нема потреба да бидеш христијанин или евреин, доволно само да погледнеш една слика од тоа се што се случува таму, а да не ти се подигне жилбата, да не се појави желбата, да ти да бидеш дел од еден таков марш. Значи да бидеш дел од една иницијатива во која што сепак ќе си го каже својот глас пред светот, пред хуманоста, пред човечноста, дека ние знаеме да бидеме на страната на правдата и треба да бидеме на таа страна, оти ако ние не сме, умира хуманоста. Така. Дали маршот е пријавен во МВР? Да, дали легално, значи дека се повеќе здруженја и легално е пријавата до органите. Маршот ќе биде составен од семејни луѓе. Значи не е тоа форма на протест, тоа е еден марш во која што ќе има една изведба пред во самиот плоштад Филип II, пред камениот мост од страната на тоа доаѓа во позадина, би требало да биде музеот на Холокаустот или како го нарекуваат. Значи ќе биде една изведба од деца, ќе има деца, значи ќе има поезија посветена на Газа, на настаните на децата во Газа и ќе има изложба целосна покриена од деца убиени во Газа. Значи во изложбата нема да бидат опфатени возрастни луѓе, туку само реалноста на децата што се случува во Газа. Од каде тие слики? Сите се земени од настаните во Газа во последните 2 недели. Така. Колку луѓе мислите дека ќе ви се приклучат? Дека ние не сакаме да има многу луѓе, значи ние не инсистираме кон тоа да има многу луѓе, туку да има луѓе кои сепак со нивната посетеност, дека изложбата ќе биде отворена повеќе часови. Значи маршот е до отварањето на изложбата, после изложбата останува таму повеќе часови, со можност да се повторува и други денови, сепак цивилизираните луѓе во Македонија да видат дека некаде се случува Холокауст. Мислите да ќе има поединци кои што ќе сакаат да ескалира ситуацијата? Не, ние сме многу здруженија, ние сме организирани, до такви настани нема да дозволиме да се доаѓа. Значи и нема потреба. Тука во Македонија нема кон кого да ескалира ситуацијата, туку просто еден цивилизиран чин на покажување на нашите емоции, реални, човечки и хумани, кон децата, дека сепак тие би можело да бидат и наши деца. Така. Имаше најава од минатите протести за Монструм дека и овој петок ќе има повторно протести. Дали сте запознаени? Да, ние претходно, пред да се одлучиме за да се организира овој марш, овој е во петок, значи од 14:00 фактички доаѓа утре, се консултиравме и се информиравме преку овие веб порталите и дознавме дека семејствата од или организациониот одбор за монтирање случај Монструм во случајот, тие одлучиле да ради Бајрам, празникот Бајрам, да нема протести оваа недела, за да дават можност на и така нашата до дно доведена економска ситуација на граѓаните на фактички на Мавровка и Старата Чаршија, да им се дава можност овие денови и граѓаните да си го искористат за празник, туку и тие да си го искористат за своите бизниси. Така. Од колку ќе започне маршот и како ќе се движи? Значи маршот ќе биде во мали групи до пред Мурат Пашината џамија, значи од Мурат Пашината џамија ќе се оди до плоштадот Филип II, ако не се варам, пред камениот мост, се нарекува така.